Добар ден, почитувани. Вие следите уште една нова телма Амбуланта. Денешното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Аџи-Бадем Систина. Како да препознаеме дека срцето на едно бебе или дете не работи како што треба? Дали заморот при цицање, поттењето на главчето, брзото дишење, слабото напредување во тежина или помодрените усни и прстиња се знак дека е потребен кардиолошки преглед? Што значи кога педијатарот ќе слушне шум на срцето? Дали секогаш станува збор за проблем? Или постојат и така наречени невини шумови кај децата? Што се случува зад вратите на педијатриската интензивна нега каде се лекуваат најкритичните кардиолошки пациенти? За сето ова денеска разговараме со доктор Ведран Стојановиќ, педијатар во интензивна нега на детската кардиохирургија во клиничката болница Аџи-Бадем Систина. Останете на телма. За срцевите заболувања кај бебињата и децата од раното препознавање до интензивната нега, денеска разговараме со доктор Ведран Стојановиќ, педијатар во интензивната нега на детската кардиохирургија во клиничката болница Аџи-Бадем Систина. Докторе, добре ни дојдовте во телма Амбуланта и добар ден. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Се надевам дека ќе имаме прилика денеска да поразговараме на овие теми со кои што ние работиме за нашите пациенти и да може би им појасниме на вашите гледачи нешто што до сега не им било познато околу овие проблеми. Како родителите да препознаат дека може би срцето на нивното бебе или дете не работи како што треба? Што е со бебињата? Ќе се забележи ли нешто за време на цицањето? Или пак хранењето со шишенца? Да, како што впрочем рековте во најавата, вие добро ја најавивте темата. Еден од првите знаци кои што мајката најчесто му го кажува на матичниот лекар или на низиниот лекар, кога доаѓа за бебето, е дека послабо пие, се заморува. Тоа е еден од главните да речам жалби, е дека се заморува при цицањето, му треба повеќе време да го испие шишето или да се нахрани од дојката на мајката, дека се поти додека јаде. Сите овие, да кажам, анамнестички податоци кои што ви ги дава родителот, треба да бидат одреден аларм кај лекарот дека може да биде и друга причина, но дека може да биде причина и конгенитална аномалија на срцето, која што може да ги предизвикува овие проблеми кај детето. Добро е за кај децата кои што ги имаат овие симптоми, послабо напредуваат, се заморуваат, значи при цицање, да може би бидат преупатени од страна на матичниот педијатар кон детски кардиолог кој што треба да направи евалуација. Сега понатаму што значи евалуација? Евалуација во овој случај би била секако нормално еден основен педијатриски преглед, ЕКГ запис, но и ехокардиографија, која што е златен стандард за дијагностика на овој тип на заболување. Тоа е неинвазивна, односно безболна метода, не го угрозува пациентот и е комплетно безбедна за бебето, а може многу да ви каже. Може многу да ви каже и да направи дистинкција дали постои или не постои срцев проблем. Не постои долна граница на возраст во која што можете да ја правите, значи се прави уште од првиот ден од раѓањето и на тој начин се диагностицираат овој тип на мајка. Докторе, кога споменувате потење на главчето кај бебето, тоа е симптом што многу често ги плаши родителите откако ќе го прочитаат или ќе го слушнаат овој податок, бидејќи бебињата се потат во главчето понекогаш. Како е тоа потење? Дали е специфично? Па знаете како, тоа е потење кое што буквално може да биде да ви каже мајката дека е влажна перницата на која што лежи бебето, нели? Дека и е потење кое што е особено манифестирано при напор, за бебето напорот е цицањето, нели? Цицањето без оглед дали тоа од шише или од бебето се дои. Така да, но нормално има бебиња кои што се потат, едноставно тоа им е склоноста, немаат никаков проблем од овој тип. Но кај овие деца тоа потење нели е континуирано во процесот на хранење и тоа што е важно да се знае дека тие деца доста послабо напредуваат. Во тежина? Да, послабо напредуваат во тежина, а тоа доаѓа од две причини. Од две причини. Од едната причина е тоа што им е потешко да се хранат, значи не може да испијат толкава количина, им треба многу повеќе време да испијат количината која што може би им ја препорачале или мајката сака да им ја даде.
А втора причина е што они дишат забрзано. И со самото забрзано дишење тие трошат одредена количина на енергија, која што исто така нели е губиток, они имаат помал внес и поголем на некој начин губиток на енергија, и на тоа се едни од причините зашто тие бебиња обично заостануваат на таа крива на раст кога ги споредувате со нивни врсници кои што немаат, да речеме, таков проблем. Дали може да се забележи некаква влабнатина под ребрата кај овие бебиња? Да, тоа може да ви го каже исто така родителот. Тоа е повеќе не е влабнатина, туку самиот образец ние што викаме на дишење, кога тоа е веќе во една, како да речам, понатамошна фаза, ако бебето веќе влезе во една по-изразена тахидиспнеа, тоа значи забрзано дишење, тогаш буквално гледате како неговата градна коска се движи нагоре и надолу и ви дава впечаток дека таа иде длабоко и прави дупка на долниот дел на градната коска, односно на стернумот, и тоа може исто така да ви биде знак кој што ви го кажува мајката, а и клинички докторот треба да го види и да го препознае. Односно да ја бара после причината зошто тоа дете дише така брзо. Не мора да биде секогаш срцева причина и кардијална причина, може да има многу други причини, но треба да се мисли и на овие причини. А што е кај поголемите деца? Кога докторот ќе каже дека забележал шум на срце. Значи ли тоа секогаш некаква опасност за здравјето на срцето? Кај големите деца шумот на срце може да биде патолошки и не мора да биде патолошки. Значи, важно е да се знае дека секаде во литературата огромен број на децата имаат шумови. Значи, во различна литература можете да сретнете помеѓу 30 и 40% на популацијата дека има детската популација има одреден шум на срцето, кој што во најголем број на случаи не е патолошки, односно е бениген. Но нели самата важно е да се направи дистинкција меѓу тоа дали тој шум е органски, односно не е патолошки или е знак за некакво срцево заболување, било да е тоа стекнато или вродено, односно конгенитална срцева аномалија или стекната во текот на растењето. Така да шумовите се една од најчестите патологии во кардиолошките амбуланти. Нормално ние родител не сака да го слушне тоа и го прави нервозен, сака да иде да истражи дали навистина има проблем или нема проблем, но е факт дека најголем дел од тие шумови кои што поминуваат низ кардиолошките амбуланти се сепак за среќа бенигни, односно не захтеваат никаква невини, никаква интервенција или лекарска медикаментозна терапија и така натаму, туку едноставно се следат и децата можат и да спортуваат, може да водат нормален живот како било кој нивен друг врсник. Препораките се променија во последните години. Обично порано сите деца со шум на срце беа советувани да не бидат физички активни, но сега со новите алатки за дијагностицирање може да се утврди дали е невин шумот или пак постои некаков проблем. И сегашните препораки и на здруженијата за спортска медицина особено се дека тие деца треба да учествуваат во спортските активности, не треба да бидат поштедени од нормална спортска активност. Нормално ако се востанови и помине дијагностичка процедура дека тој шум не го загрозува и не е патолошки. А што е со децата кои што почнуваат да спортуваат и од нив се очекуваат интензивни тренинзи? Се препорачува ли да се направи кардиолошки преглед? Па знаете како, не само што се препорачува, него и обврска. Обврска е на секој дете, на секој млад спортист, без оглед и од рана возраст. Сега децата и рано почнуваат да спортуваат и од 6, и од 7, и од 8 години. Сега добро, тоа не е спорт можеби со врвен интензитет или врвен напор, но сепак е спорт и секој дете кое што спортува и треба да учествува на спортски надпревари е обврзано, неговиот клуб е обврзан на секој 6 месеци да помине тоа дете преглед на спортска медицина. И тоа е апсолутно препорачливо, бидејќи тоа е, мислам, работа која што во цел свет се прави. Што вклучува тој преглед? Тоа е задолжителен ЕКГ преглед на пациентот, задолжителен аускултаторен преглед. Што е тоа? Тоа е со слушалки, за шумот, нели? Да се слушне ако постои шум или не постои. Сега, и самиот спортски лекар или лекар за спортска медицина, доколку ЕКГ записот му е сомнителен, понатаму може да го испрати пациентот, односно младиот спортист кон
кон педиатриски кардиолог кој што понатаму треба да или не треба да разграничи дали тоа дете има срцева мана, нема срцева мана или има причина за која што со која што не би требало да спортува. Ги споминавте срцевите мани. Се извинувам. Колку се чести тие кај Знаете децата? како, тие се чудно, ама многу фиксно чести. Значи, речи си секаде во светот статистиката е прецизна наука. Американците имаат статистика за се, така да најдобро да се следи таа статистика, но статистиката и во другите континенти. Речи си секаде еднаква, тоа е дека процентот на деца кои што ќе се родат со срцева мана е речи си фиксен на сите континенти и изнесува 0,8 до 1% од сите новородени. Што значи дека во 100 новородени имате едно дете кое што ќе се роди со срцева мана. Сега, не се сите срцеви мани исти, немаат иста тежина и не захтеваат ист третман. Некај секоја од тие мани е третманот инвазивен, хируршки и така натаму. Но сепак, едно од 100 деца ќе се роди со срцева мана, што значи со овој тренд на раѓање во Македонија, например, кој што за жал е многу намален бројот на раѓања и секоја нова година тој број на раѓања се помал и помал. Мислам дека последната година стигнавме некаде до 14.000 раѓања годишно, што е драматично мала бројка компаративно со пред 10, 20 или 40 години. Значи, вие од тие деца имате 1% кои што ќе се родат со срцеви мани, што е некаде околу 150 деца ќе се родат, 140 до 150 деца во една година ќе се родат со срцева мана. И сега, споменавте дека не секоја диагноза бара веднаш третман. Така е. Што е со оние деца кои што имаат отвор на срцевата преграда? Дали тука се советува секогаш чекање, односно може ли срцето само од себе со растот да си го реши проблемот? Да. Има ли такви срцеви мани кои што се решаваат сами од себе? Да, тоа прашање, односно таа, да речам, популарно наречена дупка во срцето, може да биде дупка на предкоморите на срцето и дупка на коморите. Тоа се две различни, да кажам, диагнози. Значи не е се едно каде? Па не е се едно каде, да. Не е се едно каде, бидејќи диагнозите имаат малку различен тек. Имаат сличности, но сепак можеби третманот кај едната диагноза е малку подоцна и може да почека повеќе. Така да, значи таа дупка на срцето која што популарно родителот ја чита, може да биде на вентрикулите или, како што рековме, коморите и на предкоморите или атриумите. Значи едното се вика атриален септален дефект или популарно кажано АСД, другото е вентрикуларен септален дефект или ВСД. Сега, овие деца не секогаш се диагностицираат веднаш. Значи веднаш после раѓање, бидејќи немаат симптоматологија веднаш после раѓање. Но тоа се тие деца кои што кажувате дека на 3 до 4 месеци почнуваат помалку да напредуваат, почнуваат да се заморуваат при цицање и при пиење млеко, да се потат и тогаш бараат лекарска помош, односно бараат консултации во смисол на додиагностика. И најчесто и се откриваат тогаш. Значи тие посебно вентрикуларните, коморните септални дефекти, тие обично прават проблем порано. Веќе некаде околу третиот месец, ако детето е со поголема, нормално зависи од големината на дупка. Што поголем отвор, тоа поголем проблем. Мислам, тоа е право пропорционално. Сега, значи тука веќе од третиот месец родителот ја чувствува разликата. Чувствува дека тоа дете можеби не напредува како некое претходно дете кое што го имало или децата кои што ги има околу себе. И тогаш бараат медицинска помош. Така да може долго да остане неоткриено? Па знаете како, може во школска возраст или пак воопшто да не се открие? Па можеби голем дефект до школска возраст тешко може да како да речам, детето нема да го издржи едноставно, ќе се декомпензира. Зошто ќе се декомпензира? Што уствари значи таа дупка во срцето? Тоа значи дека нашето срце е направено од 4 празнини, 2 предкомори и 2 комори. Кога ви имате дупка помеѓу, еве да речеме коморите, како што рековме ВСД-то, крвта непречено, освен што се движи во ортата и во главниот крвен сад кој што излегува од левата страна, оди и таму каде што не треба да оди, што викаме ние, односно оди и во десната страна и во белите дробови. И на тој начин ги оптоварува белите дробови на срцето, белите дробови на детето и затоа уствари детето и потешко дише. Потешко дише, него му е дишењето забрзано, има поголем проток на крв него што треба и затоа тоа дете повеќе се поти, помалку напредува и забрзано дише.
Сега, значи, тие деца, например, веќе со голем дефект, после 4 и 5 месец веќе се заморуваат, не може да го следат темпото на, како да речам, на раст со другите деца и веќе тука некаде доаѓа време за нивно решавање, нормално кога се дијагностицирани. И добро е да бидат дијагностицирани на време, затоа што е многу поблагодарно да се решаваат тогаш кога детето не е декомпензирано, односно кога и самата интервенција во случај кога детето доаѓа во добра состојба, се уште со сочувани и бели дробови и срцева подобра функција, и самата интервенција е полесна и постоперативниот период е многу полесен. Така, но може се почека да се следи, да се види дали само од Доколку себе не е ќе се голема затвори. дупката, апсолутно, да, може да се почека, но тука е веќе задача на детскиот кардиолог да направи проценка. Бидејќи проценката е важна, у смисла захтева негова стручност и искуство за видени доста такви пациенти. И нели он може да му даде советот на детето, да може да почека, односно родителот уште месец, 2, 3 или 6, не е важно да се следи. Сега, не ви одговорив на прашањето околу тоа да се затвори. Да, постои можности да се затвори. Не можам да ви кажам точно кој процент на тие дефекти ќе се затворат, но 1%, мислам, еден број секако ќе се затвори. Тоа се помалите дефекти кои што немаат сигнификантно значење и добро што тие деца кои што имаат помали дефекти или имаат мембрана врз дефектот, генерално и не ги чувствуваат толку силно овие симптоми и немаат толку проблем како што имаат овие кои што имаат поголема комуникација. Кога не смее да се чека? Ако збориме... Како и срцеви мани? Значи има ли ситуации кога не смее да се чека? Постојат срцеви мани кои што нема ни да ви дозвола да се чека. Сакам да кажам, тоа се одреден број на срцеви мани кои што се дијагностицираат веднаш после раѓање, бидејќи самиот пациент и неговата клиничка слика ви кажува дека имате сериозен проблем. Имате инерализирана цианоза, имате во други некои случаи состојба на шок, значи неисхранетост на системската циркулација, односно на телото, на бубрезите, на мозокот. И тука нема чекање. Тука тоа дете често пати, што е добро, може би ќе зборуваме и за тоа понатаму, некои од тие посериозни дијагнози пренатално се гледаат од страна на гинеколозите. На ехо додека бебето се уште во стомакот на мајката. Да. Колку најрано тоа може да се види? Видете, може да се види и порано, но генерално тој скрининг се прави помеѓу 18 и 22 гестацијска недела на бременост. Гинеколозите тогаш ги како да речам, прават подетален преглед кој што вклучува освен другите органски системи, го вклучува и срцевиот мускул. И поискусните гинеколози доста добро веќе прават дистинкција меѓу срцевите мани и нормално кога не се сигурни, дури некогаш и доволно да препознаат дека има проблем. Тогаш ги преупаќаат кај луѓе кои што се бават, да речам, поспецијализирано. Така, тесна специјалност има тоа? Да, тоа се вика фетална ехокардиографија, тоа се луѓе кои што гледаат срце, само срце кај, мислам, на фетуси кај бремени жени. Тоа е многу, како да речам, тешка дисциплина, затоа што можете да замислите колкаво е срцето во 18 или 20 недела на детето, тоа е помало од малецко зрно грозје. А вие треба да направите дистинкција дали крвните садови излегуваат од правото место, дали има дупки и не само што треба да направите дистинкција, треба да бидете сигурни во себе и на таа мајка да ја дадете совет. Нели што да прави понатаму, дали да продолжи бременоста, дали да не ја продолжи бременоста. Тоа се, мислам, ја у секој случај многу ги ценам тие луѓе зашто тоа е многу тешка дисциплина и многу одговорност има. Така, потребно е големо знаење, професионалност, но и психологија, очигледно. И искуство, и знаење, и многу поминати пациенти за да бидете сигурен во себе да можете да дадете таква дијагноза. Има ли случај кога е подобро бебето да се транспортира додека во стомакот на мајката до местото, до болницата, од кога ќе се роди за да се направи интервенцијата, откако тоа да се направи после раѓањето? Да, тоа апсолутно е така. Тоа апсолутно е така и тоа важи за комплексните кардиопатии или комплексните вродени срцеви мани, кои што, да речеме, хипопластично лево срце, трункус артериозус, тоа се крајно комплексни срцеви мани кои што немаат време за чекање после раѓање. И тогаш е добро да бидете координирани, у смисла да кога веќе тој пациент е дијагностициран, односно феталната ехокардиографија покажала дека постои таков тип на проблем кај трудницата, односно кај плодот, да таа трудница се испрати да се пораѓа во центарот каде што понатаму бебето ќе го продолжи лекувањето. Односно ќе продолжи со било оперативен или катеризационен третман,
затоа што пред се за безбедноста на бебето е многу побезбедно, бидејќи транспортот на така тешко бебе е ризик за бебето. Така, што значи се транспортира медицински транспорт на бебе кое што тежи едва 2 килограми, а е на респиратор? Кој се треба да биде во возилото? Па знаете како, транспортот е често пати и запоставен и за него малку се зборува како медицинска дисциплина. Ја имав среќа да на претходни места каде што сум работел да имам директни средби со колеги кои што доаѓале од Британија, од Америка. Во големите држави постојат луѓе кои што не работат ништо друго, само медицински транспорт. Да, имав една колешка од Манчестер која што работеше исклучиво медицински транспорт на критични бебиња и деца. И значи сакам да ви кажам, тоа е наука сама за себе. Мислам и таму секогаш можете да се надоградувате и да се надополнувате. А тоа е тешка дисциплина затоа што има многу ризици. Сега одреден број на ризици вие морате и треба да ги предвидите, да бидете спремен и со знаење, но и со апаратура, опрема, лекови и така натаму, односно да направите добра подготовка пред воопшто да тргнете. Да бидете добро информирани каде одите и кого треба да земете. Во смисла, затоа е таа комуникација а таа комуникација секогаш иде меѓу лекари, значи од лекарот кој што пациентот сака да го префрли до лекарот кој што, односно институцијата кој што тој пациент треба да го прими. Многу е важно да таа комуникација биде добра, да знаете точно каков пациент имате за да можете добро да се подготвите. Што треба да земете од лекови, од опрема и така натаму. А за ова што ме прашавте како се одвива, нормално треба да имате соодветно медицинско возило, треба да имате соодветен инкубатор за транспорт, кој што е за неонатуси, односно новороденчиња и за помали бебиња, некаде до 8 килограми, кој што во себе има вградено мобилен респиратор, односно машина за дишење, така да и нормално со себе да носите пумпи, перфузери, доколку имате потреба, односно морате да давате лекови кои што мораат да течат континуирано во текот на транспортот. Така да, у секој случај транспортот е една, да кажам, доста стресно поле за работа. Може да се случат и некои критични моменти додека возилото е во движење. Може секаква глупост да ви се случи. Во сообраќај да заглави. Да, може ви се случи снег, може ви се случи лед, може ви се случи да се удрите, значи се случувале секакви глупости, олуи и така натаму, така да транспортот е доста стресна ситуација. Некогаш и 10 километри може би се видат многу, а мислам ме разбирате, ако пациентот не ви е добар, тогаш споро ви поминува времето внатре во комбето. Ние доста транспорти работиме и работевме од Приштина, од болницата во Приштина, бидејќи таму нема педиатриска кардиохирургија, така да ете тоа се ќе речете не е далеку, 100 километри, но сепак граница, пат во зима, во лето, мислам не тоа е тешка дисциплина. Особено кога имате пациент кој што е нестабилен. Така да Каде приемат се така? Каде приемат? Веднаш на интензивна нега се приема критичниот мал пациент? Тие пациенти веднаш идат, значи директно. Како изгледа таа обработка во првите часови? Знаете како, пациентот стига со медицинското возило, заедно со екипата, ме прашавте, иде секогаш лекар од нашата, да речам, екипа и иде медицинска сестра која што е сепак со некој малку повисок стадиум на искуство за да може да транспортира таков пациент и шофер нормално кој што го вози комбето. Пациентот директно доаѓа на ургентен центар, тука има лифт кој што го качува на втори спрат во каде што е лоцирана нашата интензивна нега. Сега понатаму што се прави? Понатаму, ако имате пациент кој што подолго лежал, важно е да ги смените сите линии за да, значи кои што се на него, за да го намалите ризикот од инфекција. Тоа се обично пациенти кои што се на механичка вентилација, значи дишат на машина за дишење, се поставуваат, ние ги викаме тоа инвазивни линии, тоа се специјални катетери во големи венски и артериски садови, за да се прави директен мониторинг на тензијата на срцето, пулсот и така натаму, уринарни катетери, така да од прилика и нормално почнува диагностиката. Тука диагностиката е важно да ја направите и ние секогаш ја правиме диагностиката и кај нас. Дури да е дел од диагностиката направена од друга институција, а тоа вклучува нормално првично ехокардиографија, односно ехо на срцето, рентген
комплетна лабораторија, хемостаза, лабораториски анализи, компјутерско снимање, пациентот се спушта долу на приземје, се прави компјутер на бели дробови на срце, кој што во 3D форма ви го дава срцето и дали постојат таму патолошки наоди, анатомски промени. И потоа нормално пациентот се враќа во одделението за интензивна нега. Така отприлика изгледа приемот на таков еден критичен пациент кој што доаѓа со транспорт, без оглед дали е транспорт кој што го носи, бидејќи ние некогаш ни носат и пациент од друга болница со нивни транспорт, а некогаш и ние одиме за да земеме пациент од друга болница. Дали на ваков начин се згрижуваат само бебињата кои што имаат кардиолошки проблеми, односно проблеми со срцето, или пак можеби некои други здравствени потешкоти? Кога имате критичен пациент, се згрижува било кој пациент. Значи нашата, да речам, нашиот одел има име како детска кардиохирургија, интензивна нега, но ние згрижуваме и различни други состојби кои што захтеваат хитен третман, односно се пациентите животно витално угрозени. Без оглед дали се бебиња, новородени или деца. А тоа вклучува многу широк, да кажам, диапазон на патологии. Тоа се и повреди, тоа се трауми, неврохируршки пациенти, хируршки пациенти од абдоминална, нефролошка природа. Примаме, за жал, и малигни пациенти. Мислам, за жал. За жал за пациентите, инаку, тоа се исто така чести пациенти наши, бидејќи децата со малигни болести често имаат изливи, плеврални изливи, изливи околу срцето, кои што доаѓаат на нашиот одел за тие изливи се пунктираат, се поставуваат дренови или дури некогаш и хируршки се отвара градниот кош за да се евакуира големиот излив околу срцето, кој што кога ќе дојде дете со такви големи изливи, една од првите работи на кои што треба да се мисли е малигнитет, особено поголемо дете над 5-6 години. Дури некогаш и кога луѓето појма немаат, мислам, немаат никаква свесност дека може да биде таква работа. Така да имаме и такви пациенти. Така да, мислам, примаме различни типови на пациенти и изгрижуваме, иако основата на нашето одделение се кардиохирургијата и проблемите со срцето на децата, но имаме и вакви пациенти и исто да не ги заборавам, примаме и доста ни испраќаат пациенти со критични аритмии. Аритмии се нарушена работа на срцето, односно, нели, што би рекле народски, прескокнување на срцето и така, но постојат различни типови на аритмии кои што се како да речам, варираат во клиничката слика, но тие критични аритмии кои што се и животно загрозувачки, тие често пати имаат индикација да дојдат и да бидат примени се додека срцевиот ритам не се врати во нормала. А тоа може да биде и бебе, ама може да биде и дете од 5, 10 или 15 години. Така да, тоа се исто така тешки пациенти кои што мора да бидат згрижени на вистински начин, затоа што е тоа витална индикација. Докторе, дали се тоа бара долги хоспитализации? Па знаете како? Има хоспитализации кои што се многу долги. Тоа особено важи за овие тешки мани кои што ви ги кажав, кои што се диагностицираат уште in utero, односно во стомакот на мајката, и тие мани кои што важат за најкомплексни мани. Тие некогаш лежат подолго, бидејќи некогаш поминуваат и повеќе хируршки интервенции во текот на таа хоспитализација. Сега, значи кај овие, пак ќе речам, условно кажано полесни срцеви мани, како што се маните со дупка, односно вентрикуларниот септален дефект и атриалниот септален дефект, кога пациентот доаѓа во добра кондиција, кога е диагностициран на време, третиран како што треба од страна на неговиот лекар и неговата фамилија, кога ќе се направи хируршката интервенција, пациентот за 7 до 10 дена си оде дома. Што мислам дека е одлично време. Се отвара градниот кош? Да, со класична операција на срцето. Што мислам дека е одлично време, бидејќи некогаш и за, како да речам, вака условно кажам, многу помала работа, повеќе време седат во болница. Некогаш и самите фамилии се изненадени, но тоа кажувам кога се оди така како што сакаме и ние и како што сака и пациентот, односно фамилијата. Така и дај Боже да се почесто и почесто така, не е секогаш така, но кога работите одат како што треба, барем за тие диагнози од прилика прозорецот на престој во болница ретко кога е повеќе од 10 дена. А и светскиот стандард кажува дека треба да бидете тука некаде околу 7 до 8 дена. Во големите болници во Америка, во Британија, од прилика толку престојуваат.
И секогаш е добро да ви бидат пример такви, да речем, институции, односно да се обидувате да го стигнете тој стандард. Како изгледа едно дете после една тешка кардиохирушка операција, која што е сместено на оделот за педиатриска интензивна нега? Па како изгледа? Сигурно е Знаете шокантно како? за родителите кои видат многу изгледа. цевчиња, Непријатно изгледа за некој кој што не видел. монитори. Да, дефинитивно изгледа многу непријатно. И ја барем лично се обидувам на родителите да им го кажам тоа однапред. Затоа што сум приметил, еве јас сум 11-та година во ова, сум приметил кога ќе ги припремите однапред, кога ќе им објасните и кога барем ќе се обидете да им ја доловите таа слика, иако они не може да ја разберат однапред таа слика, дека потоа им е барем за нијанса полесно, бидејќи се спремни и помал е шокот кога ќе дојдат прв пат на дента на операцијата или утредента да го видат. Мислам дека е помал шокот затоа што на некој начин се подготвени за тоа што ќе го видат. За среќа пак ќе кажам, да, кога ќе дојдат прв пат на него има многу работи, тоа се дренови, тоа се инвазивни линии, детето дише на машина за дишење и така натаму. Но ако работите одат во правец во кој што сакаме да одат и како што треба, за среќа тие работи брзо се отстрануваат од пациентот, штом не се веќе неопходни и за нашата работа и за безбедноста на пациентот. Така да, сакам да кажам, многу е важно и на родителите да им се пристапи човечки, да се разговара со нив, да се посвети време, бидејќи на тој начин, како да речем, наша должност е да се обидеме да им ја намалиме стресната ситуација која они секако ќе мора да ја истрпат и да поминат низ неа, ама е сепак добро да им се пристапи, да им се објаснат работите, да им се кажат ризиците, секогаш е добро да им се кажат ризиците. Не е добро да им се ставаат розови очила, у смисла дека нели се ќе биде супер и се ќе помине вака. Не, да им се каже реалната слика, да бидат подготвени и спремни, ама и да им се пружи одредена психолошка поддршка. И пред, и за време, но и после, кога доаѓаат на тие посети, затоа што, нели, пак ќе речам, ја и не секој ќе им кажам, нив им е најтешко. Они треба да го гледаат тоа, они треба да поминуваат низ тоа кое што треба да трае, некогаш и многу долго трае, но затоа од наша страна важно да бидеме искрени со нив, да им кажеме кој има нешто лошо и кој има добро, затоа што тоа е единствен начин, како да речам, за да имаме доверба меѓу себе. Така да се изгради довербата, Да. што е многу клучно. А кога родителите, мајката или таткото можат да го земат детето во раца? И колку е важен тој контакт, па и детето да го слушне гласот на мајката? Да. Па знаете како? На таткото. Штом дозволува состојбата. Штом дозволува состојбата, ние им дозволуваме да, нели, и да ги допираат, и да им зборуваат, и да ги, како да речам, ако има можност и да ги земат. Штом се ослободат барем од оперативните дренови кои што најчесто се вадат трети, четврти ден. Така да тоа е важно и тоа во секој случај позитивно им дава и на родителите одредена, да речем, психолошка потпора, особено на мајките, која ќе видат дека детето нив им е главна секогаш мисла и прво прашање дали се разбуди. Дали ќе се разбуди уопште, дали ќе оствари контакт, дали ќе прозбори и така натаму. Така да си има тука многу тежина низ кои што поминуваат овие фамилии, ја тоа апсолутно го разбирам и така да штом дозволува општата состојба на пациентот, ние им дозволуваме да да направат интеракција со него, а кај овие полесни пациенти што ви ги спомнав, па тие некогаш на четврти, пети ден и веќе одат во соба со мајка. Бидејќи кај нас, знаете, кога ќе заврши интензивното лекување, секогаш кога пациентот таму лежи сам, односно детето, тогаш го префрламе во соба со мајка или татко, ако нели во некои случаи и татковци лежат, но не е ни тоа важно, уште неколку денови за да направат повторна реадаптација. Знаете, што обично интересно е, мајката се плаши од детето кога ќе дојде во соба со него. Се плаши, мислам, се плаши у смисла да не му направи штета, ме разбирате, затоа што нели отворен граден кош и така натаму, она се плаши некојаш и да го крене, се плаши да го допре. Посигурно е кога во интензивна нега предпоставувам. Со идеја дека ете она ќе му направи штета, што уствари нема да му направи, но тоа е страв. Мислам и тоа е нормална психолошка веројатно реакција која што за среќа се надминува во текот на следните денови и затоа и ги држиме одредено време после тоа заедно мајката и детето, нели, за да се направи таа реадаптација, за да и мајката повторно се
како да речам, се зближи со своето дете, а и детето да се адаптира, особено ако подолго време поминала во интензивна нега. Така да тоа е малце оној друг, како да речам, не толку медицински можеби дел од цела оваа приказна, поише некоја психолошки но исклучително важен сегмент во целиот процес. Па се слагам дека е важен и веројатно треба за него малку повеќе се зборува и да се размислува. Докторе, како се менаџира болката кај децата во интензивна нега, кои што не знаат да кажат што ги боли? Така е. И колку е интензивна болката? Болката е сигурно доста интензивна. Тоа убаво кажате. Еден дел од нив не знаат да кажат, односно вие маливе бебињата не може да ви кажат, ама па ви покажуваат индиректно. Затоа, впрочем, они имаат и таков 24 часовен мониторинг на тие монитори кои што кога ќе влезете пиштаат и покажуваат многу броеви, нели, следејќи ги виталните параметри за работата на срцето, за притисокот, тие се меѓу другото за нас и сигнал, односно семафор кој што ни дава црвено или зелено светло, у смисла како да му пристапи на пациентот. Дали му е купирана болката, дали е доволно купирана болката, а дека одредено степен на болка пациентите чувствуваат, да, секако чувствуваат, затоа што голем дел од нив поминуваат низ класична оператива или со отворен граден кош, значи со отварање на граден кош, или со торакотомија, тоа значи отвор од левата страна под аксилата, односно под мишката. И двете операции болат доста, а како се решава? Се решава со континуирана инфузија на аналгетици, на лекови кои што треба да ја купираат таа болка. Сега, тука е секогаш таа игра колку е доволно и што е многу, а што е малку. Знаете, затоа што особено кај деца. Да, кои што не можат со нив не можете да остварите директен контакт и да ги прашате, туку морате вие да процените дали тоа што го правите е доволно за пациентот или е премногу, кој што може па да ве однесе во друг проблем. Затоа што дел од тие лекови, ако ги давате премногу, што е најлесно, нели, вие да дадете премногу, па нема да има болка, но тоаш може да ви престане да дише, особено ако пациентот не е на машина за дишење и така натаму. Само да кажам, може да ве воведе во некои други проблеми. Така да тој баланс, за да на пациентот му обезбедите да и да дише и да има одредено ниво на свесност, но и да болката му биде толерантна, односно купирана, не е лесно секогаш да го постигнете. Како се проценува кога детето може да биде префрлено во болничка соба од интензивна нега? Па во принцип тоа е проценка на лекарот кој што е таму во моментот или е на смена или е дежурен, но треба да исполнува неколку основни услови. Тоа е како прво да дише самостојно, или да биде оттргнат од машината за дишење, која што секогаш од операциона сала се враќаат на механичка вентилација, односно на машина за дишење. Второ е да му бидат отстранети оперативните дренови. Ни секогаш излегуваат со 2 или 3 оперативни дрена после овој тип на операции. Ние практикуваме да му бидат извадени сите тие инвазивни линии, значи централни венски катетери, артериски катетери, односно да пациентот има суфициентно дишење, да има уредни витални параметри, да биде ослободен од сите овие работи кои што претходно ви ги кажав, и тогаш го префрламе на оделение заедно со мајка или со татко. Иако е добро што нашите соби, односно собите каде што ги примаме пациентите заедно со родител, се тука ни се блиску и дури имаат некои од нив и стаклена комуникација, низ која што можеме да ги следиме, и имаме мониторинг и во собите, врзан на централниот мониторинг во средината, така да вие на некој начин го следите и тој пациент во соба, односно ги следите неговите витални параметри и можете брзо да препознаете ако нешто внатре се случува што не би требало да се случува. Колкав е притисокот на педијатарот кога треба да соопшти лоша вест на родителот? Па знаете како, тоа е еден од, како да кажам, од потешките работи кои што се вклучени во оваа работа која што работиме. Ја многу пати сум кажал, викам, се можам да правам и се да работам, ама кога треба на родител да му се јавам и да му ја кажам најлошата вест у 4 или 5 сабајле, нели? Мислам, од тоа нема ништо полошо, зашто тоа после вие си го носите дома и тоа останува и во вас. Едно е што таа фамилија поминува низ тоа што поминува, а второ е што и вие не можете да се оградите од тоа и не можете да го оставите туку така позади себе. А за жал, нели, смртноста е дел од оваа работа и од тоа не може никој да избега, особено кога се работат вакви сериозни проблеми.
Така да, дефинитивно. Не само на педијатрот, во нашиот тим има анестезиолози, ние сме интересна комбинација на оделенија во кои што работат паралелно и анестезиолози, и педијатри, и хирурзи. Така да, без оглед на тоа од која професија доаѓа, на секој му е тешко таа вест да ја каже и никој не сака. Нормално, но за жал тие ситуации постојат и доаѓаат. Така. Да проговориме за оние пациенти кои што успешно ќе се опорават, кои што ќе застанат на ноза. Дали тие ќе можат потоа да се вратат нормално на животот? Да трчаат, да скокаат, да живеат со иста енергија како нивните врсници? Да, тоа е одлично прашање кое што луѓето често пати не им е јасно што понатаму. Нели кога ќе излезат, ќе ги поминат овие работи, успешно, не им е до крај јасно сега како животот понатаму ќе изгледа. Многу е добро што стварно голем дел од тие деца кои што, пак ќе речам, се на време диагностицирани, успешно третирани и редовно понатаму контролирани и следени, живеат стварно квалитетен живот кој што им овозможува да се играат, да спортуваат, да се дружат со своите врсници и на крајот на криштата единствена работа што ќе ги потсеќа на тоа назад е да биде лузната која што нели ќе ја носат. Така да голем дел од овие деца се активни учесници во општеството и не се, како да речам, нивниот квалитет на живот не е намален. Нормално дека овие најтешки мани, кои што тие најтешки мани поминуваат низ 3 или 4 операции во текот на животот, тие не можат да го следат тоа темпо. Не може да се бават со спорт, не може да бидат на тој начин активни, но за среќа тој дел на мани зазема помал процент од вкупниот број на деца. Сите овие деца кои што ги имаат овие, да речам условно кажано, полесни срцеви мани и ќе бидат третирани на време и соодветно живеат понатаму еден живот кој што често и без никаква медицинска терапија. Значи, они после одредено време се ослободуваат и од лековите кои што, например, 3 до 6 месеци после интервенција ги пијат и добар дел од нив понатаму веќе не ни пие лекови. Така да, сакам да кажам, тоа е барем многу убаво кога ќе видите израснати млади деца студенти кои што мислам доаѓаат на пример кај нивниот кардиолог да се следи, а полузната ќе познаете дека како бебиња или мали деца поминале низ таков тип на интервенции. Полузната споменавте? Па да, затоа што родителите размислуваат ли за лузната воопшто или тој дел не ги засега во критичните моменти? Како? Или прашуваат што ќе биде? Тоа веќе зависи од родителот, од неговото гледање, но јас пак ќе кажам, мислам дека лузната е, како да речам, кога ќе видите како се тоа може да оди во друг правец и колку се комплексни тие работи, дека лузната нема таква тежина. Да, за некого е проблем, тоа е и визуелен, и естетски, и понатаму сега барем пластичната хирургија нуди можности тоа да се коригира. Така да има начини како тоа да се реши и кај тие кои што, да речам, тоа има поголем психолошки проблем. Но мислам дека голем број на деца и на фамилии, како да речам, лузната им станува составен дел на нивното препознавање, на нивниот изглед и не ја сваќаат на тој начин како нешто негативно, него напротив, може како тоа ги прави похрабри и поинакви од другите, така да поминале низ нешто што е стварно многу тешко и стварно се похрабри. Така. Потсетник за една успешно што викате, освоена битка во животот. Бога ми, голема битка. Голема и сериозна битка, така да, како потсетник. Колку често овие деца потоа имаат потреба од контроли? Па знаете како? Контролите се почести во како да речам, во периодот кој што е после интервенција. Тогаш контролите идат отприлика на месечно ниво, например, за да кога ќе помине една година се префрлаат на 3 до 6 месеци. За да како детето расте понатаму, некојаш доаѓаат на 1 или на 2 години, ако се стабилни, ако немаат проблеми, ако не примаат терапија, кардиологот ги повикува на 12 или на 24 месеци, што стварно мислам дека не е некој режим на контроли кој што ќе го нарушува квалитетот на животот на тоа дете и на таа фамилија. Така да, мислам, од прилика така изгледа контролите кај најголемиот број на овие пациенти. Дали најголемиот успех е кога пациентот здрав ќе си поеде дома од болница? Дефинитивно е најголем успех и да ви кажам, најрадосен момент за целиот медицински тим и за родителите и за... Сите се радуваат, тогаш се срекни и
нормално фамилијата и родителите и детето, но и ние сме среќни затоа што гледате дека тоа за кое што сте се труделе и се обидувале успешно се завршило. Мислам, тоа стварно е убаво да се види, убаво да се почувствува, така да јас му се радувам на секој пациент кој што ќе излезе, особено на тие кои што имале тешки големи проблеми и успееле да ги прекрцаат, така да они после се враќаат, ни носат и писма и цртежи, имаме ние ги закачуваме. Така да има убави работи и тоа се убави спомени. Големи предизвици носи оваа професија. Па да, тешко е некогаш да се, како да речам, ментално да се заштитите и себе, затоа што не е добро да, како да речам, да дозволите да сите тие информации, работи, лоши и добри работи кои што таму ги гледате, да потоа кога ќе отидете дома да успеете да се, како да речам, малку да излезете од тоа. Така да Но тешко се остава сето тоа зад вратата. Да, можеби е и дел на искуство и на се, но мислам дека е тешко да комплетно се исклучите и да, како да речем, го оставите скроз у некоја фиока и да продолжите. Така да секогаш малку ви стои нешто позадина. Дали нешто добро сте направиле, дали нешто сте можеле поинаку да направите и така натаму. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и што ни ја доближивте оваа тема. Ви благодарам и вас. Имавме многу, мислам, продуктивна и некако убава дискусија и разговорот убаво течеше, така да ми беше особено драго. Се надевам дека ќе се видиме повторно во Телма амбуланта. Секако. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам и вам за вниманието со кое што не следевте. Гледајте не секој работен ден на Телма во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути. Ви посакувам пријатен ден.